описот постои еден голем сет на прашања каде што се прибираат податоци за видот на живеелиштата. Дали се тоа стамбени или нестамбени згради, дали се некаков друг тип на живеалишта, дали се тоа згради за колективно домување и така натаму. Се прибираат податоци за годината на изградба, што е извонредно важно да знаеме со каков стамбен фонд располагаме. Се прибираат податоци за видот на материјалот од кој се изградени тие стамбени единици, за дали се правени големи реновирања, за дали имаат енергетски ефикасна фасада, дали имаат пристап за лица со посебни потреби, што е извонредно важно прашање. Потоа дали имаат сончеви колектори, дали имаат климатизација и така натаму. Пописот е главна алатка, така може да кажеме, со која што системот на планирање, на урбанистичко планирање се храни. Без попис немаме влезни податоци, а тоа неминувно носи кон грешни развојни одлуки и политики за градскиот, за уредување на градскиот простор. И од тие грешки понатаму произлегуваат сериозни проблеми на граѓаните и можам слободно да кажам дека од проблемите генерирани лошо урбанистичко планирање траат децениски. Тоа не е нешто што од кога ќе се сгреши многу брзо може да се коригира. Тука се градските центри, големините на населбите, бројот и разместеноста на работните места. Тоа се вака економските перформанси на градот ги задира. Каде и како ги планираме во градот. А тоа произлегува како информација всушност од една операција која што се вика попис. Или најосновно како ќе предвидиме јавен градски транспорт, ако ние не знаеме дневната миграција внатрешна и надворешна во рамките на градот. Од каде да знаеме има начин да се испитаат, меѓутоа пописот ни ги дава прецизните податоци. И овие се само, како да кажам, дел од околностите во кои што работи, се обидувам да го контекстуализирам амбиентот во кој што работи урбанистичкото планирање. Всушност сакам да поставам таа спрега, таа меѓузависност помеѓу урбанизмот, планирањето и податоците кои што се потребни за тоа планирање.